Министерката за образование Рената Десковска денеска го представи новиот закон за основно образование, кој се очекува да се донесе пред почетокот на новата учебна година. За учениците од прво до трето оделение се предвидува најмногу 20 часа неделно, за учениците од четврто до шесто оделение најмногу до 25, а за учениците од седмо до девето оделение најмногу до 30 часа неделно. Паралелно со ова се намалува и неделниот фонд на наставни часови за оделенските наставници, и тоа од 18 до 23 наставни часови, во кои ќе влегува и времето за организирано прифаќање на учениците пред и по наставата. Со новите измени се предвидува и намалување на бројот на ученици по паралелка. Наместо досегашниот минимален број од 24 ученици, како минимален праг се предвидува 20 ученика во една паралелка. Максималниот број би бил 24. Десковска истакна дека со измените кои ги предвидува Министерството за образование, исто така се утврдува и бројот на ученици со посебни образовни потреби, да не може да биде повеќе од 2 во едно оделение, а оваа мерка се поставува со цел да се избегне нивно групирање и изолирање во една паралелка, како и овозможување нивна инклузија со можност за непречено одвивање на образовниот процес. Во основните училишта ќе биде воведена и програма за спречување дискриминација, насилство и секакви облици на девијантно однесување. Доколку ученикот има девијантно однесување или користи говор на омраза, во тој случај неговиот родител ќе биде упатен на советување. Заради остварување на правото на образование на сите деца, со новиот закон ќе се воведат и можности за организирање и остварување на основното образование во здравствени домашни услови за ученици кои се на домашно или болничко лекување подолго од 3 недели. Коментарите по јавната расправа се добродојдени од страна на наставниците и академската фела. Доколку Министерството забележи дека има пропусти, измените на законот ќе бидат дополнети пред неговото донесување.